Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Американските федерални резерви се очекува да ги намалат каматните стапки во време кога Централната банка се обидува да ја заздрави економијата. Шефот на ММФ вчера предупреди дека можни се социјални немири на многу места ако земјите не преземат енергични мерки за заздравување на глобалната економија. Животниот стандард во Соединетите Американски држави во ноември опаднал на рекордно ниво, бидејќи американците се помалку трошат поради рецесијата. Во денешниот извештај на одделот за труд се вели дека индексот на потрошувачката на добра и услуги во САД опаднал за 1,7%. Одвоен извештај наведува дека изградбата на нови домови минатиот месец исто така паднала на рекордно ниво, како резултат на кризата во кредитната индустрија и домувањето. Сите овие вести чинат да биде уште поизвестно дека Американската Централна банка на денешниот состанок ќе се обиде да ја поттикне потрошувачката со тоа што ќе намали клучната каматна стапка. Овој потек на Американските федерални резерви би направил да стане уште поевтино да се зајмат пари и да се шири бизнисот и потрошувачката. Директорот на ММФ Доминик Штраус-Кан пак побара земјите да ги прошират пакетите за стимулирање на економијата, за да ги зајакнат своите економии. Штраус-Кан предупреди дека доколку тоа не биде сторено, постои опасност од глобална рецесија. Во контекст на економската криза, на прашањето на нашата веб страница, дали владата треба да ја спасува автомобилската индустрија во САД, негативно одговориле 42%, 36% се изјасниле со да, додека 12% немаат мислење. Погледнете ја новата анкета на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Продолжуваме со вестите. Американските финансиски регулатори соопштија дека ќе ликвидираат инвестиционата фирма на Бернард Медов, американски бизнисмен обвинет за проневера на 50 милиарди долари од инвеститори. Медов беше уапсен на 11 декември и обвинет за измама на инвеститори. Властите сметаат дека Медов тајно ги користел влоговите од новите инвеститори за исплата на други инвеститори, шаблон познат како пирамидална измама. Адвокатот на Медов изјави дека неговиот клиент има намера да се спротистави на, како што го нарече, овој несреќен склоп на настани. Каролин Кенеди, керката на убиениот американски претседател Џон Кенеди, изрази интерес за сенатското место што остана испразнето откако Хилари Клинтон беше именувана за државен секретар во новата администрација на претседателот Барак Обама. Ова го соопшти гувернерот на Њу Јорк Дейвид Петерсон, кој според законите треба да го назначи наследникот на Клинтон. Каролин Кенеди го поддржа Обама за време на примарните избори и го советуваше при избор на подпредседателски кандидат. Во продолжение на News Flash, Борут Гргич, стручњак за Балканот, не верува дека Македонија наскоро ќе добие покана за членство во НАТО или во Европската Унија. Од Вудро Вилсо центарот извештај на Лилица Китановска. I'm not very optimistic about Macedonia getting a date. Јас не сум голем оптимист дека Македонија ќе добие датум за НАТО или Европската Унија во блиска иднина. Проблем е Грција. Не можам ништо ново да кажам. Македонија до овој момент го исполни својот дел од договорот. Реформите што требаше да бидат направени се завршени. И за жал, прашањето за членство во НАТО и Европската Унија се заглави со Грција. Отежнувачкиот фактор што Франција реши да ја поддржи грчката страна, а и не само Франција, туку и други европски држави во името на европска солидарност се приклучија на грчката страна. Тоа беше одговорот на Борут Гргич, директор на Институтот за стратешки студии во Љубљана, кој зборуваше во Вудро Вилсон центарот во Вашингтон за тоа каква Европа ќе наследи новата американска администрација. Мој искрен совет е да се најде компромис по прашањето на името, вели Гргич. Како проблем, тој посочува на, како што кажа, нефлексибилноста на премиерот на Македонија, Никола Груевски, што не е во интерес на Македонија. За Грција, Гргич вели, ве уверувам дека нема да попушти. Тоа е тажната реалност, вели тој, зашто Грција е членка на Европската Унија, а Македонија не е. Компромисот веројатно ќе треба да го направи Скопје, кажа Гргич.
Тој направи паралела со ситуацијата во која се нашла Словенија кога сакала да напредне во процесот за приклучување кон Европската Унија. Преговорите на Словенија беа блокирани од италијанците. Нам ни требаше шпанскиот компромис и во рамки на тој договор ние практично дадовме се што бараше Италија. Од италијанска страна беше можна едноставно. Вие сме дел од клубот, вие не сте. Сакате да влезете, ова се условите. Не е секогаш фер, јас тоа го разбирам, но тоа е реалноста, кажа директорот на Институтот за стратешки студии во Љубљана Борут Гргич во Вудро Вилсон центарот во Вашингтон. Том Круз се врати на големото платно и е подготвен да им докаже на љубителите на филмот зошто е звезда. Синоќа беше на премиерата на филмот Валкири, за неуспешниот обид за атентат врз Адолф Хитлер. Круз го игра полковникот Клаус фон Штраубергер, кој заедно со високи германски офицери бил вмешан во заверата. Валкири ќе почне да се прикажува ширум сад за Божиќ.